се враќаме во старите добри црковни простории. Со тоа доаѓа крајот и на овој наш циклус карантински беседи. Сакав пред да поминеме на последниот псалм кој го разгледуваме во рамките на овој циклус, да ви се заблагодарам што ме храбравте, ме следевте, за тоа што бевме заедно. А во ова последна беседа ќе разгледаме еден псалм кој говори за Божјото величие, за чудесното Божјо создание и како еден мал човек станува голем, станува значаен заради големиот Бог. Кога познатиот астроном и професор од универзитетот во Принстон, Хенри Расел, го завршил своето предавање за Млечниот пат, некоја жена поставила прашање: ако Бог е толку голем, или штом Бог е толку голем и ова вселена толку огромна, бескрајна, тогаш можеме ли воопшто да се надеваме дека Бог ќе посвети какво и да внимание на човекот? Одговорот на професорот бил: зависи во каков Бог верувате, драги господи. Јас верувам во Бог кој е бескраен, кој создал огромна вселена, чие што слава се издига над се она што е создадено, од сета вселена, и сепак тој Бог е толку голем што решил да ја фокусира својата љубов кон малиот човек. Осмиот псалм, кој ќе го разгледаме, се занимава со таа тема. Достоинството кое величествениот Бог го дава на малиот човек. Во предговорот на овој псалм стои дека е компониран за гетски инструмент, за гитит. Во Септуагинтата е транскрибирано како китара. Исто така стои податокот дека Давид е авторот на псалмот и според мнозина коментатори Давид овој псалм го пишувал во раните години на животот, додека уште бил пастир во овчар на стадото на неговиот татко, и внатре во овој псалм тој ги пренесува впечатоците, импресиите што ги стекнал како овчар по оние бескрајни јудејски полиња. И водушувајќи се на прошареното небо со безброј звезди, Давид не можа да не го сокрие восхитот од божествената слава што се открива во ова видливо создание и е инспириран од таа страхопочит, така што не може да не го почне тој псалм со еден извик на восхит. Тој воскликнува: Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. И во продолжение Давид ги набројува причините за таа восхитеност, оправданоста за неговата восхитеност. Инаку псалмот е напишан како хиазам, е огледален, т.е. првата половина од псалмот огледално се пресликува во втората половина. Тие две половини некако се разделени со некаква главна мисла, со некакво прашање, со некаков заклучок. Во овој случај таа огледалност е контрастна. Во првиот дел се говори за величието на Јахве над небесата, како тоа издига својата слава над небесата. Во вториот дел е дадено величието на човекот на земјата, како тој е поставен над сето создание. А во средината, помеѓу тие два дела, 4 и 5 стих, како една централна оска, Давид поставя едно прашање на зачуденост. Што е човекот за да Бог му даде таква слава? Што е човекот за да посвети Бог толку внимание? Одговорот на таа зачуденост е во псалмот, всушност, и тоа е причината за сета восхитеност. Еден така голем Бог
прави голем еден толкова мал човек. А да видиме што е внатре Давид, како тоа се го изнесува. Реков првиот дел, првите стихови се посветени на Божето величие. Си издигнал славата своја над небесата. И овој впечаток за трансцендентноста на Божата слава, за колку таа поголема и над сето создание, е надополнета со еден факт кој Давид го изнесува. Од устата на новороденчињата и доенчињата си ја создал похвалата своја. Тоест, таа слава која дури и Вселената не може да ја опфати, може да биде видена, па дури изразена и од малите деца. Бог е едноставен во своето откривање. Дури малите деца можат полесно и поискрено да го прифатат Бог, отколку она силна интелигенција која речиси секогаш успева да се загуби во толку едноставното Божие откровение. Фактът дека децата имаат едноставна, искрена, некаква оригинална, природна вера. Јас лично не познавам дете кое чуло за Бог, на кого му се представени вистините за Бог, а тоа на крајот да реши да стане атеист. Има нешто прекрасно во верата на децата. И многу прашуваат, љубопитни се, но нема сомнеш во нив. Не почнуваат некои филозофски спорови, не се прават многу умни, поумни дури од Бог. И затоа и Бог покажува во Светото писмо еден специјален однос кон нив и дури ги посочува како пример за вера, вели на таквите им припака Божото царство, пишува Матеј 19:14. Тие како да се создадени еден за друг, Бог и децата се разбира, Бог не е создаден, но фразата е така, така велиме, како да постојат едни за други. И таа вера е таква што продолжува. Давид вели, ги засрамува непријателите и одмазниците. Од устата на новороденчињата и доенчињата си ја создал похвалата своја заради непријателите твои, за да го замолкнеш непријателот и одмазникот, за да им ја затвориш устата. Како да го сватиме тоа? Господ Исус го цитираше токму овој псалм и токму овој дел од псалмот на цветници кога влезе во храмот во Ерусалим, дочекан од голема мноштво луѓе, и тогаш децата извикува Осана на Давидовиот син. Тие деца таму не беа специјално подготвени во црковно неделно училиште да го изрецитират ова стихче. Тие деца видеа како Христос врши чуда, како исцелува слепи, како сакати продуваат и го прославија Бог. И тогаш фарисеите, налутени, му рекоа на Христос. Сега да ќе го прочитаме целиот текст. Од Матеј 21 глава, 14 стих. И му пристапе слепи и сакати во храмот и тој ги исцели. Ако го првосвештениците и законниците ги видоа чудата што ги направи, и децата кои викаа во храмот Осана на Давидовиот син, се налуте и му рекоа: слушаш ли што зборуват овие? А Христос им рече: да, зар не сте прочитале никогаш од устата на децата и доенчињата си приготви пофалба. Децата видоа што се случува и го прославија Бог. Иритираните фарисеи побараа од Господ Исус да замолкне таа банда на мали марсулковци кои ништо не разбираат. Но тој им одговори со овој цитат од Библијата. Со други зборови, Господ Исус им рече: децата го свате, децата го признаа она што вие фарисеите кои се фалите со толку знаење, дека и напамет го знаете сето писање, не можете да го признаете. Децата разбраа дека се открива силата на Бог и ја прославија. Божјата совршеност е едноставна. И дури можеме да кажеме се прифаќа многу полесно од децата отколку од возрастните.
Нешто слично напише апостол Павле во 1 Коринтени 1 глава, од 27 до 29 стих, каде што вели Бог го испра она што е безумно во светот, за да ги посрами мудрите. Она што е немокно, за да ги посрами силните. Она што е ништожно, презрено, за да го поништи она што се смета за нешто. Најголемата пречка за верата е гордоста, надменоста, самоправедноста. Има еден случај во историјата на црквата, она богата со многу сведоштва, случка со големиот учител и можеби најголемиот учител на Запад, блажениот Августин, кој бил поттикнат да ја отвори Библијата од еден детски глас. Августин во младоста бил посветен на развртен живот. Денови и ноќи поминал во пијанство, во блудство, во неморал и живејќи таков живот на крајот, натоварен од гревот, решил да побара ослободување. Но никако не можел да пронајде и еден ден, седејќи под една смоква додека солзите навирале на неговите очи, размислувајќи за конечниот чекор што мора да го направи, почнал да вика: до кога? До кога? Утре и повторно утре. Зошто не веднаш? Зошто овој миг да не биде крајот на мојата агонија? Зборував така и плачев со најгорчливи чувства во срцето и тогаш слушнав глас од соседната куќа, глас од дете. Пееше и говореше и често повторуваше: земи, читај, земи, читај. Си мислел на почетокот дека тоа е некаква детска игра, но сепак ја зел Библијата што била покрај него, ја отворил и погледот му паднал на еден стих во кој пишувало: да живееме пристојно, не во гозби и пијанство, не во блуд и прелюба, не во препирки и љубомора, туку загрнете се со нашиот Господ Исус Христос и не задоволвајте ги походите на телото. Текст од Римјаните, 13 глава. И продолжува Августин и вели: не посакав да читам повеќе, и немаше потреба. Светлина на сигурност го огреа моето срце и го растара мракот на колебањето. Тоа е запишено во неговата книга Исповеди, 8 глава. Колку е величествен Бог! Тој може својата вистина да ја пренесе на таков едноставен начин, дури преку устните на едно дете. Третиот и четвртиот стих говорат за величествениот Бог, безкрајната вселена и во контраст на сето тоа ништожниот Бог. Тоа е она запрепастеност или восхитот на Давид, како еден таков безкрајен Бог, славен, се грижи и му дава достоинство на малиот човек. Останува таа импресија, таа вистина дека многу векови после Давид, луѓето се уште го чувствуваат истиот восхит. Кога ќе погледнеме нагоре кон небесниот свод, кон безбројните звезди кои се губат во далечината, а пак научниците велат дека се милиони светлосни години далеко од нас, во нас се неминовно се раѓа прашањето: која е таа сила? Каква е таа сила која движи, која држува во ред, која го чува сето тоа? И навистина Вселената се устанува во тој поглед како еден најгласен, а во исто време и нем сведок на Божјата мудрост. И тоа нешто го импресионира и псалмистот. Не можеме ние, а да не ја видиме таа слава, таа семокност на Бог во една ваква сложна, огромна вселена. Меѓутоа, доаѓајќи до сознанието за таа неверојатна слава и сила на Создателот, човекот и Давид овдека се прашува: што е човекот спореден со Бог? Факт е дека
човекот населува една мала планета, која самата представува прашинка во бескрајната вселена, а што да кажеме за човекот? И навистина, што бара миниатурен човек, една прашинка, вака огромна вселена? Во однос на ова прашање, човекот нуди главно два одговора. На една страна се материалистите, кои ни докажуваат, се обидуваат да ни докажат дека човекот не е ништо друго, освен животно кое еволуирало и сега е интелигентно, рационално суштество, и во тој поглед, во однос на целата вселена, на сето создание, тоа е само едно незначително и непотребно запче во тој мал запченик, која е нашата планета или галаксија, а сето тоа е поставено во огромна космичка машина. Па и кога тоа запче веќе нема да постои, вселената продолжува да си годи својот пат. Бертранд Расел, првосвештеникот на хуманизмот, дава мощне елоквентен опис на ваквата филозофија, нов светоглед и вели: животот на човекот е долго одење низ темнината, исполнето од невидливи непријатели и измачувано од досада и болка. Одење кон целта која само малкумина може да се надеваат дека ќе исполнат, и кога ќе стигнат таму, никој не може да остане долго. Нашите пријатели, марширајќи по тој пат, еден по еден исчезнуваат од нашиот поглед, починувајќи се на тивката власт на семокната смрт. Краток и слаб е човечкиот живот, а семокната материја, слепа за доброто и злото и несвесна за уништувањето што го предизвикува, се тркала по тој безмилосен пат. За човекот кој е осуден да ги загуби своите најмили денес, а утре и самиот да помине низ портите на смртта, му останува едно нешто: да се грижи за возвишените мисли кои го благодаруваат неговиот сепак ништожен ден. Тоа е тоа семе на песимизам, на материализам, кое широко се сее во светот, а пак плодот, она што го раѓа, е само очи, апатија, безнадежност. Милиони млади луѓе се заробени во оваа филозофија, во очиот на оваа филозофија, и не гледаат никаква вредност и смисла во животот. Насекаде околу нас можеме да ги видиме те трагични последици на филозофијата, која пропагира дека се е овдека на земјата, дека кога ќе поминеме низ портите на смртта, престанува постоењето на се, и затоа ни останува овдека само да јадеме, да пиеме, да се веселиме, зашто тоа не останува. И така сведоци сме на ненаситна алчност и едни дури насилни обиди на луѓето да приграбат колку што може повеќе, зашто се останува овде на земјата. Исполнат со тоа чувство на фрустрираност и беззначеност, човекот се обидува да се издигне колку што може повеќе, а при тоа заглавува се повеќе во самоубиствените бездни што самиот си ги копа. 5 и 8 стих ни е представена другата страна. Не она материалистичка, атеистичка, Божјата страна, божествената. Каков е божествениот хуманизам наспроти секуларниот. Вели Давид: си го направил малку помал од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил над делата од раците твои. И се си починил под нозите негови, овците и воловите сите, и зверовите полски, птиците небески и рибите морски, се што се движи по морските патишта. Во контраст со она што го кажавме сега, можеме да видиме Божјата програма каква е за човекот. Прво, Давид вели дека човекот има уникатно заедништво со Бог. Вели: малку помал е создаден од ангелите. Ако се вратиме на оригиналниот текст, ќе видиме дека Давид таму користи друг збор, не ангелос, туку Елохим, кој се преведува
како Бог или боговите. Човекот е создан малку помал од божественото битие. Во која смисла? Бидејќи Бог го создава човекот по својот образ. Единствено Бог го создава човекот по својот образ. Никој не е создаден посличен на Бог од човекот. И во тоа откриен Божиот план, во тоа откриено со она што Бог сака да постигне со човекот. Човекот е израз на божествениот живот. Бог го создава човекот преку него да ја открива славата во созданието. Невидливиот Бог да стане видлив во сето ова создание. Затоа и секој човек е непроценливо важен за Бог, зашто секој човек е создаден со целта да биде израз, рефлексија на неговата слава. И навистина разликата меѓу човечкиот хуманизам и божествениот е огромна. И заради таа уникатна позиција што има во односот со Бог, човекот е поставен да управува со останатото создание, со целата природа. И тоа е запишено во продолжение, она што го прочитавме. Да, навистина, тоа не може да се види сега, не е јасно, живееме во грев. Природата е поразена од гревот. Меѓутоа, Бог зад оваа завеса на овој видлив свет создава нов свет. И целото создание, дори пишува во Римјаните 8:19, со нетрпелив, нестрплив копнеш, со воздишки го очекува откривањето на Божите синови. Го очекува мигот на откривањето на новото создание во вечноста, каде што ќе се види славата со која што Бог го венчува човекот, ќе се види човечкото величие. И тоа е најважната вест за нас. Најважната вест што можеме денес да ја чуеме, секој ден. Сите вести што ќе ги слушнеме денес на телевизија или ќе ги прочитаме на портали, ќе бидат заборавени наскоро. За неколку дена, можеби за неколку години. Некои ќе завршат во прашливи архиви, а некои ќе исчезнат во депонијата на историјата. Но веста за новото создание, во кое целото создание со круната на созданието човекот ќе биде прославено, е најважната вест. Животот не може да има смислен надвор од Господ Исус, од оној кој е првина на новото создание и ни го носи тоа создание во слава. Нема цел надвор од Бог. Кој верува во Господ Исус, тој е дел од новото создание. Тој е овечен со слава и тој ќе го види она што Бог сега го крои за историската сцена. Еден ден ќе се тргне таа завеса. Целиот свет и целата вселена ќе го пеат тогаш стихот со кој што почнува и завршува овој псалм. Јахве, Господи наш, колко е величествено името Твое по целата земја. Навистина, колку е величествен Бог. Оној кој го создаде небото, оној кој создаде оваа бескрајна, великолепна вселена, единствено тој го исполнува сонот на човекот.